Да, токму така, Јане, како што најави ти, телеканал А1 активно се вклучува со медиумска подршка за семејството Витанови, на кој што пред 5 дена пожар ја уништи нивната куќа на улицата Херој Карпош во Струмица. Денес разговарам со уредничката на информативната програма на телеканал А1 Родне Деловска, која што ја пренесе историјата. Родне веќе започна да пристигнува помош од повеќе места. Како да помогнат и да се вклучат сите оние кои што сакат за овој случај да помогнат? Така, Ивана, јас оно што сакам во оваа прилика да го истакнам, а според мене е најважно, е тоа што без разлика која е позадината на целиот овој настан, како медиум наша задача е да известиме јавноста, но истовремено како луѓе чувствуваме обврска да помогнеме онолку колку што се нашите можности. Среќа е што нашиот народ е доста хуман и веднаш се приклучува кон вакви акции што многу ни ја олесни работата. Значи веќе имаме поединци, веќе имаме организации кои што се заинтересирани да донираат градежни материјали за поправки на куќето, но и пакети со облека и храна. Со оглед на тоа што Витанови немаат многу блиски членови на фамилијата, сепак успеавме да ги контактираме оние неколкумина кои што пак не известија дека веќе е отворена и жиросметка на која што ќе има можност понатаму, односно во иднина да се собираат и парични средства. Така. Сме имале доста примери досега за семејства кои што се навистина социјално загрозени и навистина им треба помош, но факт е дека медиумот не може да помогне целосно. Да, токму така, јас тоа го кажав и на самиот почеток во ова вклучување. Значи ние како медиум ја пренесуваме приказната. Меѓутоа толку се нашите можности, бидејќи ние како телевизија во тој дел имаме доста ограничувања. Контактите со тие семејства ни помагаат да ја прошириме приказната, а од друга страна контактите со институциите ни помагаат да ја спроведеме истата таа приказна преку канали до оние кои што навистина можат да помогнат, без разлика дали се работи за Црвен крст, фирми, болница или било што во зависност од самата приказна. Значи било кој што може да излезе во пресред на тие луѓе на кои што стварно им е потребна нашата помош. И понатаму сме отворени за вакви социјални и општествени теми, бидејќи и самите гледачи знаат каде да не најдат и ја следат нашата работа. Конкретно за овој случај можам да кажам дека ние како медиум го направивме се она што е во склоп со нашите можности и нашата работа како медиум. Така, Родна, ти благодарам. Студио, дали може би има некои прашања?